По 3, 4, 5 прскања против комарците, проблемот со нив останува ист или уште поголем. Може да се рече дека во борбата помеѓу овие инсекти и човекот победници се комарците. Лаички гледано излегува дека залудно се фрлаат огромни пари за скапи третирања, но во услови кога нема друго решение и овие обиди се добри. Друга работа е што човекот никогаш не ќе може да ја истретира целата природа, со шумските и тревните пространства во полињата и планините, со малите и големите води. Тоа значи дека големите жаришта кои генерираат комарци ќе останат недопрени. Повозрастните кучанци паметат кога против комарци не се третирало, а ги имало помалку, отколку на пример летово. Но искуствено сведочат дека во тие времења природната рамнотежа била многу посоодветна. Полињата изобилувале со жаби и птици кои се уништувачи на инсектите. Сега нивната популација е 10-кратно намалена или некои воопшто ги нема. Па разбирливо е што инсектите царуваат. Третиот момент е некоординираноста во действувањето против комарците, бидејќи секоја општина или населено место третираат кога самите ќе проценат или кога едноставно имаат пари. Таквата практика не доведува до ситуација да се стегне цврст обрач околу досадните инсекти, за да се постигнат посакуваните ефекти.